Оваа посета е бидејќи Струмица ќе добие нов, модерен, ургентен центар именно за една година. Старата карабина, која што беше изградена во 1985 година, после 30 години ќе се претвори во модерна болница. Ова е уште едно исполнето ветување од програмата на владата на Република Македонија. Токму по тој повод денеска овде беа и лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, премиерот Емил Димитриев, како и министерот за здравство Никола Тодоров. Тие вршеа увид во градежните работи на овој објект, од кој што бенефит ќе имаат над 230.000 граѓани од Струмица и Струмичкиот регион. Па предлагам да проследиме како тие вршеа увид во градежните активности, за што се разговараше при тој увид со цел да ги дознаеме деталите за оваа нова современа установа која што ќе го краси градот Струмица. Добро, Никола, ова почна улица се гради, па застанале. Потоа 2002 повторно почнува да се гради, кога ВМРО на власт. Доаѓа СДСМ, па застанува. Што е причината што застанале? Не ќе да градат, претпоставам, не знам што е причината. Е застанале и ништо немало работа тогаш. 2002 е застаната и до 2006 нема никакви активности. Јако имало и тендер и се работало нешто е направено тогаш, ама оставено на запна време. Бидејќи оставено на запна време се уништило. Паднато и сега од почеток, па нова инвестиција. Ова ме потсеќа како спортските сали, ако се сеќаваш 2002 година кога се почна, оние 35 спортски сали во тоа време. Еден дел се завршија, уште додека бевме во владата, во 2002 година, околу 7-8. Другите не фатија изборите, ги загубивме изборите и потоа 4 години чекаа пак да дое ВМРО да помене на власт. Се сеќаш на тоа? Слично и со болница. Се сеќаш тие сали, мислам дека ги задолживме и преку образование, некој преку Агенција за мода и спорт. Не, после кога се вративме 2006 сите ги завршивме. Ама поентата е зошто 4 години стоја на запна време? Зошто оваа болница од 2002 ја прекинале градот? Склучен договор, почнато да се работи, фирма влегла работи, затоа што ВМРО е почнала. Така ќе биде овде. Па болницата во Гозле е со топ стандард. Топ стандард, висок европски стандард. Висок европски стандард. И ова е начинот на кој што ќе биде организирана, со пространни ходници, пространни чекални, со 4 нови операциони сали. Сега има 3 операциони сали вкупно во болницата. Овде ќе имаме дополнително 4. Со што се дига многу високо вкупно 7 ќе има операциони сали. Стандардот на безбедна хирургија. Овој целиот дел сега ќе биде хируршки. Сега во стариот дел е и хируршки и интернистички. Хируршкиот дел доаѓа тука и овде ќе има гинекологија, акушерство, хирургија, ортопедија, травматологија и делот на интервентна кардиологија, кој што сега допреѓавме, кој што стои јавно. Ова е болница на која што над 200.000 луѓе гравитираат. 230.000 сега, која ќе се направи, веројатно над 250.000, затоа што сега доаѓа дел од градовиште, тука доаѓа во Штип. Очекувам дека тука ќе гравитира. Поблиску. Поблиску. Берово, Пехчево, исто така. Овој патот што е згоре, Берово, директно Штипа, исто и тие ќе гравитираат. Така да очекуваме над 250.000 жители да гравитираат кон болница со многу високи стандарди. Токму така како што најави министерот за здравство, оваа болница ќе биде готова веќе следната пролет. Имено почетокот на овој проект се очекуваше да биде дури наредната година, 2017 и да трае до 2019. Меѓутоа, со цел да им се излезе во пресрет на потребите на струмичани, владата се одлучи порано да почне да ја изгради оваа болница, така да ете струмичани за една година ќе имаат едно од најсовремените болници на Балканот.